Задоволство ми е да ве поздравам денеска и да ви посакам добре дојде во новото продолжение од Фактор здравје. Новите работи ќе бидат карактеристики на оваа емисија и затоа предлагам да започнеме со првата рубрика Истражувањето докажа. Денеска во Фактор здравје ќе ви ја понудиме темата нарушена функција на тироидната жлезда. Во тој контекст одат и истражувањата и задоволните корисници не само во државава, туку и во регионот, кои што имаат проблем со тироидната жлезда, посебно со намалената незина функција или хипотироидозата, а имаат дополнително и проблем со зголеменото ниво на телесна тежина. Во таа насока Липодиет центарот на оваа група на пациенти, но и сите оние кои што имаат други здравствени проблеми како последица на дебелината, ви го упатуваме и ве насочувам кон Липодиет центарот од Скопје, кој што ви нуди трајно и без јојо ефект намалување на телесната тежина. 070 535 033 е телефонскиот број на кој што можете бесплатно да се советувате, да закажете бесплатен преглед и консултација и секако доколку имате индикација, трајно да го решите овој естетски и медицински проблем. Потсетувам дека Липодиет центарот во Скопје се наоѓа на улицата Димитрije Чуповски број 22 и слободно уште еднаш ве повикувам да ги консултирате на 070 535 033. Најавената тема нарушена функција на тироидната жлезда денеска во Фактор здравје ќе ви ја доближиме преку научното и клиничкото искуство на доктор на медицински науки, доктор Танер Хасан, субспецијалист ендокринолог и воедно раководител на одделот за ендокринологија во јавната здравствена установа Градска општа болница 8 септември од Скопје. Добро утро, добро дојдовте доктор Хасан. Како сте после дежурството, бидејќи директно ни влетавте во емисија? Да, добро ве најдов. Фала за поканава. Да, од дежурство доаѓам директно тука. Добро се чувствувам, фала, задоволство ми е. Да, и мене ми е задоволство и предлагам да ги видиме затоа блокот реклами и пауза по која што ве поканувам да останете со емисијата и да ни се придружите со ваши јавувања. Потсетувам дека нарушена функција на тироидната жлезда е темата кон која што и вие сте добродојдени да партиципирате или да учествувате во Фактор здравје преку јавувања на 6091-925 и 6091-924. Доктор на медицински науки, доктор Танер Хасан, субспецијалист ендокринолог, е гостинот со кој што ќе приближиме и пред се ќе обработиме оваа тема. И во таа насока, доктор Хасан, сакам да ве прашам, пред да зборуваме за нарушувањата на функцијата, која е основната функција на тироидната жлезда и анатомски, што е она што е значајно за неа, со оглед дека е многу мала, но многу одговорна во човековото тело. Да, или како што рече и ти, значи оваа тироидната жлезда е меѓу клучните жлезди на ендокриниот систем и една од најголемите жлезди на ендокриниот систем, исто така, околу 30 грама тежи, викаме најголема, меѓутоа не е. Е многу мала, да, уствари е многу мала жлезда, али игра многу важна улога, клучна улога игра во метаболизмот и во регулирање на другите хормони исто така, пошто со еден механизам на фидбек каскада делува или негативно или позитивно и на другите хормони кога има нарушување во нивото на тироидните хормони. И можеме да кажеме дека речиси нема орган во телото кој што не реагираат на тироидните хормони, сегде има рецептори, сегде може да делува. Исто така делува на мозокот, повеќе тоа е многу значајно и за во детска возраст и во феталниот период, исто така има многу значајна улога за развојот на мозокот, после тоа на функцијата на другите органи како што се бубрезите, срцето. Затоа можам да кажам дека тироидните хормони, нарушувањето на тироидните хормони не завршува само со пореметување на функцијата на тироидната жлезда. Меѓутоа делува се засегнуваат и другите органи како што е срцето, бубрезите, мозокот, цревата на гастроинтестиналниот систем и затоа повеќето луѓе или пациенти да кажеме доаѓаат со симптоми што се неспецифични за тироидната жлезда, со други симптоми доаѓаат, а на крај на испитувањата на лабораториски и клинички испитувања се дознава дека се работи уствари за тироидната жлезда, односно нарушување на функцијата на тироидната жлезда. Да, пред моето второ прашање имаме некого на линија. Добро утро. Дали сте тука, дали ме слушате пред се? Ало, добро утро. Да, добро дојдовте, господја. Излагањето на докторот, да го пратам, ама ме интересира. Имам едно посложено прашање за докторот во врска со функцијата на тироидната жлезда.
Добро, поставете го. Се работи за 54 годишна пациентка, каде што на кардиолошки преглед на ехо на срце и на тироида е откриен чвор во големина на 11,7 мм и е пореметена функцијата на штитната жлезда. Првите резултати беа првиот хормон ТЦХ 400,89 и сега после месец дена на контрола е зголемен на 5,85. Дали ова спаѓа во хипотиреоза? Треба на терапија да се подвргне пациентката, она има висок холестерол и триглицериди. Ако може докторот нешто така да ми објасни. Благодарам за вашето јавување и вашиот интерес. Да, како што кажа и гледачката, значи да се работи за хипотироза. Намалена пошто има намалена функција на тироидната жлезда. Уствари хипотирозата е едно од најчестите пореметување на тироидната жлезда. Исто така имаме и хипертироза, кај што доаѓа до зголемување на хормоналното излачување. Во случајов кај пациенткава се работи за хипотироза, кој што треба да се лечи. Кај овие пациенти најчесто даваме субституциона терапија, пошто се работи за забавување, односно намалување на тироидната функција и затоа има намалување на лачење на тироидниот хормон, односно тироксинот. Кај овие пациенти пожелно е, пошто има и чвор, така кажа гледачката, односно нодус на тироидната жлезда, кај овие треба одма да се почне со терапија, со субституциона терапија, со тироксин, левотироксин, и после известно време, а тоа е најчесто 4 до 6 недели, после почнувањето на терапијата се прави контрола на тироидните хормони и во зависност од потребите може да се зголеми дозата на тироксинот на субституција или да се намали ако има потреба, ако е прекумерна дозата. Меѓутоа треба да се следат. Посебно за нодусите, исто така и тие ехотомографски треба да се следат, пошто знаат некојаш, иако 90 до 95% се бенигни тие нодуси, сепак околу 5% кај пациентите може да има и малигнитет и затоа треба да се исследува со ехотомографски преглед и ако има потреба да се направи и пункција за да се утврди патолошки дали се работи за некој карцином или бенигна творба. Да, благодарам за овој прв одговор, доктор. Имаме уште едно јавување. Добро утро. Добро утро, добар ден, среќен ден Иле. Да, нашата верна гледачка, добро утро и до вас, господјо. Кој е вашето прашање? Моето прашање е, покрај сите проблеми што ги имам, ми открија и намалена тироидна. Добро. Дали земате некоја терапија или кое е вашето конкретно прашање? Да, тироксин ми дадоа, резултатот ТСХ ми беше 4,00. Добро. Дали ова доволно? Да. Благодарам. Сега тука треба да напоменеме дека тироидните функции во зависност од возраста се менува. Значи тие вредности на ТСА што ги кажуваат пациентиве не одговара за сите пациенти. Кај млади пациенти кои што се уште во репродуктивна фаза, зборуваме за женскиот пол, кај нив сакаме со терапија одиме малку поагресивно и сакаме ТСА вредноста да биде малку понизок, а тоа е пожелно да биде под 2,5 вредноста. Меѓутоа кај повозрасни пациенти кои што се кај жениве после менопауза или над 60 годишна возраст, кај нив нема потреба да се оди со агресивна терапија и затоа кај нив референтните вредности малку се поголеми, повисоки и значи вредностите околу 4 до 5 кај популација над 60 годишна возраст, претпоставуваме дека тие се нормални вредности и така го прифаќаме тоа и затоа кај нив нема потреба, може само да се исследува. Во случај, ако има во наредните контроли, ако има постепено покачување на вредноста на ТСА, тогаш може да се направи субституција. Меѓутоа пак треба да кажам дека таа вредност треба да биде најмалку барем над 5 за да се почне со терапија кај возрастната популација. Меѓутоа кај младата популација, кај нив и вредноста околу 3-3,5
прифаќаме дека може да се работи за хипотироза или субклиничка форма на хипотироза, кај што има покачување на ТСА вредноста, меѓутоа тироидните хормони тироксинот Т4 и Т3 се во нормални граници, а тоа се именува како субклиничка форма, кој што уште нема манифестација во човековото тело, значи нема знаци, уште нема знаци, симптоми. Да. Меѓутоа лабораториски тоа може да се докаже. Исто така, кај овие пациенти, иако се во субклиничка фаза, треба да се изработат, да се проверат и тироидните антитела, анти-ТПО и анти-ТГ, тие се најчестите тироидни овие антитела што ги проверуваме лабораториски. И во случај ако има позитивност, односно покачување на овие нивоата на овие антитела, тогаш не треба многу да се чека, одма треба да се почне со терапија, бидејќи има подлога за развивање на хипотироза кај пациентот и затоа е делотворно да се почне одма со терапија за да не се губи време со регулирање на хормонот, пошто овој хормон делува на сите органи. Да, кажате сите органи и системски делуваат проблемите. Да, само сакам да ги споменам автоимуните заболувања, потоа проблемот со неплодноста кој што може да се јави и ред кај млади луѓе за кои што верувам ќе имаме време да дадеме акценти и поенти подоцна. Добро утро, дали сте на линија? Ало, дали ме слушате? Ало, Иле? Да. Повторно кажете. Ме исклучивте, не можев да му се докажам вчера што зедов резултат од лабораторија. Добро, слободно кажете го, господја. Пред 2 месеци ми беше 4,00, а Т4 ми беше 1,17, а сега ми е 3,73 со 1,28. Добро. Добро, за нејзина возраст овие вредности се добри. Нормално. Возраст од 67 години сум. 67, да. За нејзина возраст овие резултати се добри. Значи одговараат. Одговара, нека продолжи со истата терапија. Да, благодарам уште еднаш што се јавивте. Потсетувам дека денеска со доктор на медицински науки, доктор Танер Хасан, субспецијалист ендокринолог, зборуваме на тема нарушена функција на тироидната жлезда и повторно имаме некого на линија. Добро утро. Добро утро. Да, добро дојдовте и вие, господјо. Кој е вашето прашање? Поздрав до вас и до докторот. Благодарам. Сега, јас сум на возраст од 68-69 години. 1 година и повеќе имам проблеми со проливот. Отидов на лекар, ве молам, слушајте ме, морам целосно ова да го кажам. Добро. Отидов на лекар, ми направија разни испитувања. Се излага добро, малце антитела имам, малку или не ми кажуваат. Ја ги прашувам лекарите, не ми кажуваат ништо. Само добро. И на крај за тироидната ме испратиле. Отидов тироидната, ајде направија тоа туморен маркер, не знам што. Имам неколку чвора и не кажува дали е намалена на хипо или и другото како не го разбирам. Добро. Меѓутоа ми даде тироксин од 25 милиграма. Добро. Ја еве едно 6 месеца го употребувам тоа, меѓутоа проливот не прекинува. Дали во доволно за некој насока? Да, ќе добиете мислење и коментар од нашиот и ваш предсегостин. Благодарам за интересот. Кај ова пациента стрикно, значи може такви диареи да имаат пациенти, имаме ние такви случаи кај што се испитуваат различни клинички состојби, меѓутоа не се наоѓа некоја патологија и на крај кога се проверува нивоата на тироидните хормони се докажува дека се работи за хипертироза, односно прекумерно лачење на тироксинот. Кај тие пациенти што имаат прекумерна функција на тироидната жлезда, кај нив може да се очекува диареја, односно се зголемува функцијата на цревата, односно перистатализмот се забрзува и затоа настанува и диареја. И овие доаѓаат исто така и со постепено слабење, губење на килажа и од тоа повеќе се жалат пациентиве. Меѓутоа, ако има и тироидни нодуси, значи пациентката така ги спомена мали некој, спомна дека има тироидни чворови, треба да се види, да се провери од тие чворови дали има потреба за пункција, да се направи биопсија и да се докаже, пошто има некои видови на тироидни карциноми, а тие се најчесто медуларен тироиден карцином, кој што може да дава симптоми на диареја, пролонгирани диареја, што не застануваат,
И затоа пожелно е кај овој пациент да се направи, значи пак уште едно испитување по потреба на, зависи сега, не знам како е структурата на нодусот, димензиите на нодусот, и треба да се направи пункција и да се утврди, да се провери дали има медуларен тироиден карцином или е некоја друга состојба. Да, тоа ќе ја потврди или ќе ја отфрли, Да, сигурно оваа дијагноза и потврди, исто сомнеш. така и треба да се провери и калцитонинот кај овие, пошто калцитонинот е многу специфичен маркер за медуларен тироиден карцином. Ако во случај има зголемување на калцитонинот, тогаш обавезно треба да се направи пункција. Благодарам, докторе, и за овој одговор. Повторно имаме некого на линија. Дали ме слушате? Добро дојдовте. Ало? Да, ве слушаме, одлично ве слушаме. Кое е вашето прашање? Се јавувам за малечко детенце кое е родено со хипотироза. Добро. Прима терапија од 25 милиграма, се работи до околу година и пол. Дали има шанси да се намали дозата, мислам да се активират тироидната жлезда со годините на растење? Благодарам за вашиот интерес. Останете со Фактор здравје и пред блокот реклами уште едно јавување ќе вклучиме. Добро утро. Ало, Ало. добро утро. Добро утро. Да, ве слушаме и вас, господјо. Кое е вашето прашање? Поздрав до докторот. Поздрав Докторе, и до јас вас. повеќе години имам хипотиреоизам, нели? Да. И редовно се контролирам. Моментално последната состојба на тиреостимуларичкиот хормон е 1,5, а тироксинот FT4 1,6. Добро. Тоа ми е прашањето, дали е во рамките на нормалата? Добро, благодарам и за вашето прашање. Останете со Фактор здравје, ќе продолжиме по паузата за реклами. На почетокот на продолжението од Фактор здравје продолжуваме всушност одговорот и коментарот на гостинот на двете претходни јавувања за детенцето и господјата што се јави беа прашањата. Да, господјата кажа дека има ТСА вредност околу 1 нешто беше, таа вредност е во нормални граници, значи може да продолжи со истата терапија што се ја земала до сега. За нејзина возраст претпоставам дека е повозрастна, не знам, над 50-60 годишна возраст, ако е, таа вредност е во ред. За детенцето треба да напоменеме дека ова тироидните пореметувања не се среќаваат само кај возрастната популација, има многу често и кај детската популација и затоа на педиатриска ендокринологија најчесто овие до 14-15 годишна возраст се продолжуваат исследувањата на педиатриска ендокринологија. И Прашањето таму беше дали ќе има последици тоа детенце во животот. Значи, повеќето пациенти посебно ако имаат од детска возраст, ако се работи за хипотироза, цел живот до животна ќе имаат потреба од субституциона терапија со тироксин. Таа вредност од 25 микрограми, таа е една од најмалите дози што можеме, значи таа е тест доза, така викаме, со почетна доза на субституција, а после тоа постепено се зголемува дозата, зависи од потребите. Кај децата, пошто ти имаат забрзан метаболизам и потреби од повеќе количини на тироксин, најчесто, иако во случајот се работи за мала доза на субституција, повеќето пациенти во детска популација имаат потреба од поголеми количини во споредба со возрастната популација. И како поминува времето, како старееме, така и потребите се намалуваат од тироксинот. Посебно тоа можеме да кажеме дека се прави, има една формула кај што се одредува дозата на тироксинот, а тоа е 1,6 микрограми на килограм. Зависи од тежината на пациентот, значи секој пациент нема иста доза. Индивидуално е, зависи од потребите и од телесната тежина. Тие што се со прекумерна телесна тежина имаат поголеми потреби од субституција. Да, само да подсетам дека на 6091925, односно 6091924, добродојдени сте вие со вашите прашања. Како доказ на оваа констатација се и следните две јавувања во овој следен блок. Добар ден или добро утро ако сега се будите. Дали ме слушате? Ало. Ало, ве слушаме, господине. Кој е вашето прашање? Добар ден, поздрав. Добар ден. До емисијата, поздрав до докторот. Благодарам. Так. Имам број на испитување направено од гастроскопија, од многу. Значи се направив од испитувањето, меѓутоа никаде не најдов решение за гастроезофазагијалниот рефлукс.
И сега дел од докторите ми советува да ја проверам тироидната жлеза. Постои ли можност да имам проблеми од незе со гастроезофазоегралниот рефлукс кој ми се јавува во грлото, нарочито после спиење, кога ќе станам, не можам да отварам. Благодарам и за вашиот интерес. И доктор, имаме уште едно јавување да го вклучиме. Добар ден. Дали ме слушате? Да, добар ден. Да, добар ден. Добродојдени сте и вие. Повелете со ваше прашање. Ево, јас имам 80 години. Пред 5-6 месеци бев опериран од тироидната жлезда. Двата лобуса беа извадени. И сега на контрола бев и таму пишува дека имам неко резидуално ткиво во предел на десен лобус со диаметар од 6 мм. Добро. Имам повишени тоа ТСХ на 8. Или дали тоа има неколку врска од пред 7 месеци имам и херпес и излезе, дали е тоа организмот ослабел и така натаму. Да, благодарам за вашиот интерес, господине. Сакате на првиот што се јави или вториот кој што е опериран? Вториот да почнеме. Последниот што е опериран, значи има тотална е извадена тироидната жлезда. Има резидуално ткиво, тоа е очекувано, кај секој пациент може да остане до 1,5 до 2 грама резидуално ткиво може да остане. Сигурно се работело за некој чвор или нодус на тироидната жлезда или малигнитет, не знам точно истопатологијата што е. Меѓутоа, кај овие пациенти што имаат тотална кога се ваѓа тироидната жлезда со хируршки третман, кај нив треба обавезно одма после операција да се направи субституција, да се почне со субституција на тироксинот и таа субституција ќе продолжи цел живот, доживотна терапија, пошто нема тироидна жлезда и затоа мора хормонот да го субституира од надвор, со таблета да си зема. Првиот пациент со желудникот, тие најчесто се гастролошки проблеми, тоа е со перисталтиката на желудникот, односно со грлото на желудникот, има релаксација, не се затвара како што треба и кај нив може да има вакви рефлукси. Тоа треба со гастроентеролог да разговарат. Ако нема досега испитувано тироидни хормони, добро е да се испитува. Ретко е вака гастроесофагојален рефлукс да направи тироидната жлезда, тоа се очекува станување, сигурно во утрински час. Најповеќе се очекува кај хипертирозите, кај повеќе е лачење на тироксинот, кај нив може да има зголемување лачење да се зголема ацидитетот, односно киселината на желудникот. Тоа може да делува негативно, значи секундарно, не директен ефект, меѓутоа секундарно, индиректно може да делува. Да. Добро е да се испитува еднаш. Сигурно зборувавме за нодусите или јазлите или чворовите на тироидната жлезда, за хипертирозата или зголемената нејзина функција и посебен акцент даваме денеска во Фактор здравје на хипотироидизмот или намалената функција на тироидната жлезда, бидејќи и вашите јавувања тоа го индицираат или во таа насока ќе продолжиме со Фактор здравје. Добар ден до следното јавување. Дали ме слушате? Ало, добар ден. Ало, добар ден. Да, кој е вашето прашање? Зборувате слободно, ве слушаме. Јас сум пациент во 8 септември. Би сакала да прашам, бидејќи не сум била на контрола година дена и нешто, какви се можностите да се закаже термин, бидејќи на мој термин не можеме да добиеме слободни термини. Добро. Не закажуваат термини. Добро, благодарам за вашиот интерес и дали имаме уште едно јавување во овој блок? Добар ден. Ало, да. Добар ден. Добар ден, господјо, кое е вашето прашање? Се јавам 2 години од како пијам Autorix од 50 за викенд 75. Значи, скроз ми е оштетена тироидната. Сакам да опрашам докторо, дали можно е, пошто во пиење ноќе и ми се случува почесто, да се од плумката закашлувам, да не морам воздух да си земам. Имам повеќе напади на нерви, значи нервоза ме фајча, потење ме фајча, кожата некако ми е многу сува, ми се лупи. Дали може тоа да биде сето од тироидната? Сега не сум отидена на контрола, пошто со ова вирусо фати. И што може да ви помогне, каде треба да се обрат? Да, благодарам за вашиот интерес. Благодарам вас многу. И имајте секое добро, убав ден. Првото беше техничко прашање, нели, како да дојдат
Или сакате прва, втората господја? Сега моментално нашава болница 8 септември е ковид болница, ковид центар и затоа повеќето пациенти ни се со коронавирусот. Меѓутоа, една од амбулантите, ние имаме две амбуланти, едната амбуланта секојдневно ни работи, само треба да земаат еден вонреден упат, пошто имаме ограничен број на пациенти заради пандемијата, да не се ствараат гужви пред амбуланта и затоа одредување на секој пола сат прегледуваме по еден пациент. Меѓутоа има, амбулантата функционира, работи, може да дојде, меѓутоа треба да земе вонреден упат, не како порано што се закажуваше со термини. И директно може да се јави. Директно да дојде да се јави. Секој ден имаме секој ден по една амбуланта работи. Да, и втората господја што се јави? Таа беше, извини, прашањето што беше. Да, прашањето беше дека и таа има проблем со тироидната жлезда, намалена функција, 2 години зема терапија, а не била на контрола заради треба да пандемијата. Провери, значи треба да се провери. Година дена е, проблеми со кожата, ние препорачуваме најчесто 6 месеци, на секои 6 месеци да се проверат тироидните хормони, за да се одреди дозата ако има потреба. 2 пати поред на 6 месеци ако има нормални вредности, може еднаш годишно да продолжи со контроливе. Да. Ама ради пандемијата сега е малку потешко тоа. Може да разбирам тоа и можам да ги сваќам пациентиве. Тие проблеми со кожата или промени спомена може да бидат резултат. Промени со кожата може да е во склопот на тироидните хормони, меѓутоа таа има субституција, веќе од 75 микрограми земала терапија субституциона. Не верувам да има некое големо, и ако има пореметување, тоа е минимално нешто може да се очекува, или да се зголеми малку, или да се намали дозата на тироксинот. Меѓутоа и псијатриски симптоми може да дава, тоа кажуваше пациентка претходно. И кај нив треба, кај секој псијатар, обавезно пред да почне со терапија, обавезно бараат проверка на тироидните хормони, пошто и тие и хормоните делуваат. Може да направат во хипотироза, многу често очекуваме депресии, исто во хипертироза обратно, анксиозност, возбуда, на инсомнија, значи несоници, такви работи, тахикардии, тоа може да се очекува кај пациентиве. И најчесто некои доаѓаат и со несоници, например, или стегање во грлото, тоа е многу така карактеристичен симптом што скоро секоја втора, трета жена се жали на тоа. Да, и најчесто доаѓаат да проверат да не е од тироидната жлезда. Меѓутоа кај мал дел само од овие пациенти имаат пореметување, големиот дел е некој псијатриски некоја псијатриска состојба што има потреба од лекарски третман со некој антипсихотик или антидепресив. Да. И за крај чинам дека имаме уште 2 јавувања во овој следен блок. Добар ден до првото. Ало, дали ме слушате? Добар ден уште еднаш. Добар ден. Да, кој е вашето прашање, господја? Моето прашање е сум на возраст од 77 години. Та друга се неша. Не, вие сте, само исклучете во. Од 77 години. Пијам лекарства за тироидната жлезда, еуротоксин од 50 милиграма секој ден, сабота и недела, по 0 пола. Сабота и недела пола. Добре. Последната контрола ми беше на 4-ти, 3-ти и резултатот ми беше тироксин ТСХ 2. И ме прегледа лекарот на ехо и ми рече дека тироидната жлезда ти е атрофирана. Дали треба да ги пијам лекарства? Сега нема мојдено на контрола поради ова пандемијата. Да, благодарам за вашиот интерес. Сакам да ми објасни доктору и истовремено, значи, многу скоро намали 5 кила на тежина. Да, благодарам за вашиот интерес и последното јавување го имаме на линија. Добар ден. Дали сте се уште тука? Доколку не ве поканувам утре да се јавите во Фактор здравје, односно веќе во понеделник. Кој е вашиот коментар за господјата? Да, терапијата е доживотна, значи мора да продолжи госпоѓава со терапијата, со субституционата терапија со тироксинот и треба да направи проверка на тироидните хормони. Значи таа вредност околу 2, мислам, кажа дека е нормална, да, нормална вредност. Терапијата е доживотна за таа возраст, да, не смее да се прекинува. И треба да се напомене дека скринингот може да се направи само со еден хормон, со ТСА само проверка, а ТСА можат и матичните лекари да назначуваат.
Затоа во текот на пандемијата само за проверка на ТСА не мора да дојдат до специјалист доктор, меѓутоа матичниот доктор може да назначи и да провери. Во случај ако има пореметување, покачување или намалување на ТСА вредноста, тогаш може да се упати со вонреден упат на ендокринолог да се провери и да се направи корекција во дозата. Да, сигурно кажавме дијагностиката се проверува преку тироидните хормони, понатаму ехосонографскиот преглед или ехопрегледот ви дава визуализација на тироидната жлезда и бидејќи времето не ограничува, само сакам да ве прашам, кога е намалена функцијата на тироидната жлезда, секој пациент е посебен, но дали таа субституциона терапија е доживотна или треба да се прекине во некој период? Да, таа е доживотна. Најчесто кај повеќето од пациентиве е доживотна терапија, меѓутоа некојаш знае да има во некои одредени случаи да може да се прекине со терапијата, тоа е најчесто кај субакутни тироидити, значи со после некоја инфекција кај што доаѓа до намалување извесно време, тоа е транзиторно, едно намалување на неколку месеци на функцијата на тироидната жлезда, кај што правиме ние субституција, меѓутоа после извесен период, а тоа е најчесто околу 3 до 6 месеци, се нормализира функцијата на тироидната жлезда и после тоа прекинуваме. Постепено намалуваме и после тоа ја прекинуваме терапијата со тироксинот. Меѓутоа, кај повеќето пациенти, скоро 90-95% на пациентиве имаат потреба од доживотна терапија. И тоа треба уште нешто да се напомене дека ова најчесто е причината автоимуно заболување, тоа се нарекува како Хашимото тироидитис, доаѓа до зголемување на тироидните антитела и 90% е причината ова кај жените и затоа, пошто е автоимуна болест, знаеме дека автоимуните болести не се излекуваат, треба да се под контрола, да се лечат доживотно и затоа и субституционата терапија е доживотна. Да, и колку овие пандемиски услови возможуваат да ги контролирате овие пациенти? Рековте од 6 до 1 година треба да се прават контроли. За жал сега во текот на пандемијата луѓето, пациентиве се малку потешко доаѓаат до кај нас и помал број доаѓаат, некои не можат да земат термин, некои пак имаат страв да не се заразуваат со вирусот и затоа малку временски, малку сме ги пролонгирале периодиве. Порано најмалку 2 пати годишно проверувавме, сега еднаш годишно барем до крајот на пандемијата треба да се провери. Да, и само како паралела за нодусите или јазлите на тироидната жлезда, колку оваа група на пациенти кај кои што ги следите, треба во овие услови да доаѓаат на контрола? Тие што имаат, тие што се ризична група, значи тие што фамилиарно имаат тироиден анамнеза за тироиден карцином во фамилија од прво колено или второ колено, тие што се зрачеле за други работи, за други малигнитети, посебно во регија на вратната регија, ако имаат зрачење за друга патологија, истовремено треба да се проверат и за тироидните јазли, пошто многу често има јазли кај овие пациенти и во случај дополнително ако имаат терапија со зрачење, треба повеќе да се сомневаме да не се работи за некој малигнитет. Кај овие пациенти мора да се направи биопсија. Меѓутоа и димензиите и структурата на нодусот се многу важни и локализацијата е исто така многу важна. Не секој нодус треба да се пунктира, меѓутоа димензии поголеми над 1 сантиметар, анамнестички податок за малигнитет ако има повозрасна популација, кај нив малку треба да се постапи сомнително и многу побрзо да се пунктира. Во друг случај, само исследување, нема потреба од пункција. Да, доктор Хасан, на крај ви благодарам за гостувањето, ви посакувам среќна и успешна 2021 година и со нетрпение ве очекуваме повторно во Фактор здравје. Ви благодарам уште една за можноста, ми беше задоволство и чест. Да, ми беше и мене, имајте убав ден и викенд, а вам најмногу ви благодарам за соработката и вниманието денеска со кое што не следевте. Пријатно и секое добро.